Активностите кои ги спроведува работната група составена од стручњаци и други фактори за реализација на проектот речани, заедно со истражните работи и другите соодветни испитувања, добиваат позитивни резултати. Фактот дека од еколошки аспект нема никакви пречки браната да се реализира, зборува дека е направен уште еден чекор во тој правец. Ние правевме истраги, пред да отпочнеме да подготвуваме студијата, бевме со еден голем тим на експерти на теренот кои што ги истражува сите елементи од животната средина. Направивме и снимања на бучава, на состојбите во животната средина, каков е квалитетот на воздухот, потоа направивме истраги на биодиверзитетот во водите, шумите, значи снимано е од сите аспекти. И сите тие истражувања покажуваат дека всушност од аспект на влијанија кои што идната брана, идната акумулација може да ги даде врз животната средина, тоа е неминовно. Сега го има, но особено во фазата на градба, кога ќе се изградат сите системи, тогаш всушност само се гледаат бенефици. Од аспект на биолошка разновидност и од аспект на карактеристика на шумите, на карактеристика на шумскиот фон, нема да се уништуваат големи површини на шуми, а од аспект на биодиверзитетот во водите, да речеме рибите беа истражувани, инвертебратните, вертебратните видови исто така се покажа дека нема ендемични видови кои што би можеле да бидат загрозени. Инаку динамиката за реализација на сите сегменти од подготвителните активности во оваа фаза зависи директно од институциите кои ги вршат истражувањето и анализите. Се работи за комплексна и обемна работа која бара време и стручна постапка. Да подсетиме дека во текот на 2010-2011 година државата издвои близу 37 милиони денари за изработка на комплетна техничка документација за браната речани и за ревизија на истата што е реализирано. Проектниот ИТМ на Градежниот факултет од Скопје е во завршна фаза со изработка на оваа документација за браната заедно со придружните објекти, меѓу кои пристапниот пат на ниво на идеен проект. По извршувањето на изработката на целокупната документација и сите други подготвителни активности ќе следуваат конкретни активности околу изнаоѓањето странски и домашни инвеститори кои ќе најдат интерес да вложат во овој капитален проект со повеќекратно значење.